Благодарам. Согласно членот 83 ставот 2, барам точката 29, законот кој што е поднесен од група пратеници за игри на среќа да биде тргнат од дневниот ред, бидејќи со прифаќањето на предлогот на пратеникот Велјановски за автентичното толкување да се стави на дневен ред, тој проблем ќе биде надминат. И тука сакам да објаснам подетално за пошироката јавност зошто барам оваа точка да биде симната од дневен ред, бидејќи токму овој закон ја легализира корупцијата која што се случуваше изминатите години под посредство на ДУИ, а со послушништво на СДСМ во секторот игри на среќа. Имено може да се види дека и по пресконференциите на Министерството за финансии и по сторените ревизии во тој сектор, дека голем дел на компании кои што добиле лиценци не ги исплаќале давачките кон државата или работеле без соодветно да ги исполнат условите од членот 6 од Законот за игри на среќа, а тоа е да работат без лиценци. Во изминатиот период можеше да се види како првиот вице-премиер, односно премиерот во сенка, издаваше налози за тоа кои компании може да работат во овој сектор на игри на среќа, додека во владата и мнозинството тоа му беше аминувано. Она кое што се дозволило во изминатиот период да компании блиски до ДУИ, односно до Груби Артан, добиваат можност да организираат игри на среќа и без при тоа да го почитуваат законот кој што директно укажува дека после 2015 ниту едно друштво освен државната лотарија не може да организира игри на среќа, а исто така се направи, замислете, можност да се приредуваат интернет игри на среќа за да може коцкањето да влезе во секој дом, додека не убедуваа, замислете дека ќе го дистанцирале од училиштата. Затоа, кога ќе го симнеме овој закон од дневен ред, ќе направиме ставање во можност на државните органи за да направат една ревизија и да видат кој и зошто се дрзнал да доделува лиценци покрај тоа што законот не му дозволувал, кој и зошто дозволувал тие здруженија и друштва да организираат игри на среќа и да не плаќаат давачки кон граѓаните и ќе се постигне ефектот кој што законот го нуди и кој што го бара за да се воведе ред. А тоа е само едно друштво да има можност да организира и приредува игри на среќа, тоа е државната лотарија, и согласно законот нула друштва да организираат интернет на среќа. Овој закон не е ништо друго освен театар, да му се дозволи на криминалецот кој што ја имаше запоседнато таа функција и таа клика која што го плячкаше овој народ да ги организира игрите на среќа и се дава можност тие луѓе да бидат амнестирани. Тоа така нема да биде. Затоа овој закон предлагам да се симне од дневен ред и согласно автентичното толкување поднесено од група на пратеници да се воведе ред на овој сектор во оваа држава. Благодарам.